Почитувани, вечерва во овој момент во Центарот за култура Антон Панов во Струмица, ВМРО ДПМН, односно Унијата на млади сили, одржува трибина на која промовира некакви мерки за младите во Македонија. Замислете, после една декада, колку што се на власт, промовираат мерки за младите. Каде беа и што правеа досега? И на кои млади и за кои млади промовираат? Каква иронија од ВМРО ДПМН? Откако ги иселија младите во изминативе 10 години, сега тие што останаа ги лажат, демек ќе било подобро ако и по 11 декември останат на власт. Единственото нешто што го направи овие злосторници, кои во моментот се внатре во Центарот за култура, е што се обидаа да го сокријат убиството на Мартин Нешковски, да го остават неразјаснето убиството на петмината убиени деца кај Смилковско езеро, да ги наполнат руинираните студентски домови со стаорци и лебарки, да обезбедат храна за студентите, а тоа е сув хлеб и салама со поминат рок. Ете тоа го направија за младите. Да не го заборавиме и Диме Спасов и неговото холивудско бегство низ улиците на Скопје. Така ли ги учат Унијата на млади сили на своите млади, чиј што председател беше и самиот Спасов, на неодговорно и неморално однесување. Да подсетиме дека лошите политики на Никола Груевски и неговите соработници се најголемата причина за иселувањето на младите, како од Македонија, така и од Струмица. Лицемерно е по цели 10 години владење и уништување на иднината на младите. ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили да даваат лажни ветувања за подобар живот на младите во Македонија. Резултатите од фамозните мерки и проекти на Груевски се 626.312 иселени граѓани, од кои повеќето се млади луѓе. Пред да излажат по кој знае кој пат, Груевски и неговите послушници во УМС нека ги посетат училиштата и игралиштата низ Струмица. Ке видат само празни клупи и напуштени игралишта, бидејќи огромен дел од младите решија да заминат од оваа држава. Единствениот резултат од политиките на ВМРО ДПМН се илјадници работоспособни млади луѓе кои решија да живеат далеко од Македонија, уште подалеку од власта на Никола Груевски. И нито едно празно ветување, нито една лага тоа не може да го промени. Помина времето на лаги и манипулации. Струмичани, а и сите граѓани на Република Македонија веќе се решени да им стават крај на штетните економски политики на оваа власт. Токму младите луѓе во Македонија ќе бидат предводници на победата на Македонија против режимот на Груевски. Ние имаме план како младите да останат во Македонија. Студентите ќе добијат студентски град во Скопје со модерни архитектонски решенија за студентските домови. Младите се иселуваат поради неперспективност. Ние сме решени да го спречиме овој негативен тренд. Гарантираме во период од 4 месеци по завршувањето на школувањето, секој млад човек ќе добие шанса во една од 3 следниве опции. Понуда за вработување, можност да го продолжи образованието со поддршка од државата или можност да започне тренинг за подготовка за вработување. Ова е само мал дел од мерките за задржување на младите дома. На 11 декември граѓаните ќе го победат режимот на Груевски и ќе се изборат за живот во Македонија. Ви благодарам.